Ете, сме во студиото и до крајот на денешното издание ни е полно со гости и она кое што го најавивме дека ќе биде наш последен разговор, а тоа е најава на обуките за бесплатни обуки за унапредување на кулинарските вештини за млади лица. Што тоа точно значи? Како ќе изгледа оваа обука? Кој може да се пријави ако веќе рокот за пријавување е поминат, ми се чини, ќе кажат моите гости подетално за тоа, но и се друго кое што ќе не интересира на оваа тема за обуките кои што започнуваат следната недела, ќе зборуваме во продолжение со моите денешни гости, а тоа се Филип Чаловски, Златко Таневски и Јовица Сотировски од FG Кулинарското училиште, кој што е организатор на овие обуки, но исто така и ова е тимот кој стои позади обуките. Добар ден, веќе добро ни дојдовте. Здраво. Добар ден и добре ве најдовме. Мило ми е што дојдовте вака тројца во нашето студио за да може малку поопширно да позборуваме за обуката, но и за она кое што веројатно ќе ги очекува сите оние кои што се пријавени. Така. Еве јас ќе почнам. Најпрво ви благодариме за поканата. И да, FG Кулинарското училиште постои од декември ланската година, веќе 6 месец како функционираме. Многу мастер класови зад нас, многу различни теми, многу обуки поминавме и најнов проект, како што споменавте, е проектот во соработка со USAID, кој што е проект кој стартува 26 јуни и ќе биде заедна, да речеме, базична обука, основна обука за готвачи, гастрономи кои што понатаму ќе сакат да се насочат и да се усовршат во занаетот. Обука која што ќе биде одржана во нашето училиште, ќе водиме јас, Златко и Јовица. Обука која што ќе им даде едни алатки кои што понатаму ќе им бидат од големо значење во понатамушната кариера, доколку се одлучат да се бават со оваа наша професија. Да, веројатно ќе биде од голема помош, да речеме, во склоп на искуството кое што до тогаш го имале, или ако е минимално, па надоградување на тоа кое што би требало да го знаат токму во кариерата која сакаат понатаму да ја остварат. Во склоп на програмата, од она кое што јас го имам како информација и кое што е достапно за сите кои што сакаат да се информираат, има повеќе работи кои што може да се научат и се дел од самата програма. Тоа е напредната кулинарска обука, практично искуство, менаџмент во угостителството и многу други работи. Тоа ќе оставам се разбира на вас во продолжение да ми подобјасните. Ќе се насочиме прво на програмата за да ја објасниме самата обука, а потоа ќе ве вратам малку наназад за самата идеја и за потребата на ваквата обука, но ајде со ред. Па така, еве јас би надополнил дека покрај оваа обука што е, пак ќе кажам, 5-дневна и обука која што е бесплатна за нашите крајни корисници и поддржана од USAID, се надеваме дека и понатаму ќе го продолжиме, имаме уште многу такви можности за младите пред се. Оваа обука се однесува за младите кадри. Ние во Кулинарското училиште нудиме и комерцијални класови. Еве, например, денес би сакал баш да кажам, ни гостува Жуна Маслац, тоа е една наша соработничка од Белград, која што го произведува најдобриот путер за мене, што сум го пробал на Балканов, па и пошироко. Тоа ќе биде обука за како да направите свој домашен путер. Така да сакам да кажам дека во училиштето секојдневно имаме и понуда на комерцијални мастер класови кои што си имаат одредена цена во зависност од тоа кој ни гостува и колку чинат тие суровини за производство. Така да можете да не најдете на Инстаграм FG Кулинарско училиште или FG Culinary Consultants. Така да сакам да кажам дека досега имаме интересна содржина, навистина за секој што може да замислите. Еве, например, имавме за домашно пиво. Обука на која што имавме доста интерес, доста луѓе пријавени, што искрено многу пријатно не изненади. Имаме во областа на виното, во областа на сомелиерството, значи како да направите вино, како да спарите вино со храна, кои се ароматиките.
и така натаму све што значи на наука позади виното. Имавме обука многу интересна со Јана Клопчевска, професорката, која што се однесуваше баш на биохемијата, науката, молекуларно, малце навлеговме во кулинарството. Би издвоил Вања Пушкар, гостувањето би издвоил леботот кисело тесто и така натаму. За целата програма имаме објавено на Инстаграм, имаме на нашиот вебсайт, може да се информираат. Да се информираат. Пошто очигледно има доста работи кои што се интересни вака и за споделување, но и за да се информираат сите кои што се заинтересирани. Ќе продолжиме со Златко. Јас од ова кое што го кажавте вие, Филип, еве некако се надоврзува прашањето да се разбира дека и за ваквата обука постојат одредени критериуми. Вие имате поставено информација дека на возраст до 29 години сите млади лица кои што имаат некаква основа во кулинарството можат да бидат дел од оваа обука. Но ако зборуваме и за овие други обуки кои што ги споменавте, а се во организација на FG Кулинарското училиште, што е тоа кое што би требало да биде една основа за да се биде дел од одредени обуки или мастер класови како што споменавте во самото училиште? Од областа на мастер класовите кои ги работиме до сега и кои ни се базирани на стриктни производи како пица, кисело тесто, затоа обично немаме некоја категоризација кој сака да направи, секој е добре дојде. Секој може да научи да го примени тоа дома, во професионални кујни и така. Од 26 за проектот о Суицид, тоа биравме да имаме за почеток млада група до 29, но не значи дека наредно во наредните периоди ќе имаме и за помлади, и имаше доста и деца кои се пријавија и за постаро на 29. Така е. Ако зборуваме за она кое што е дел од програмата, велите напредна кулинарска обука, тука се спаѓаат нутритиентите во храната, механиката на човечките сетила, избор на намирници, кулинарски техники и е надоградба на оние кои што се во полето на кулинарството да се усовршат и на овој начин. Ние секојдневно имаме различни рецепти кои што ги подготвуваме во кујната и даваме информации, но и совети, препораки, се едуцираме во однос на тоа што е правилна и здрава исхрана. Во склоп на оваа програма веројатно и тоа е дел од целта или поентата која што треба да се постигне, особено кога некои што подготвуваат храната. Така да и подетално за дел од програмата кој што е и поддршка за, како велите, кариера и предприемништво. Кој ќе каже, дали Јовица или Филип? Па да, еве јас тука ќе кажам, одбравме на вистина интересна програма. Сигурен сум дека секој еден учесник ќе биде задоволен од тоа што ќе го научат за време на курсот кој што е 5-дневен, пак ќе повторам. И за тие 5 дена ќе имаме теоретски дел, кој што теоретски дел ќе покрие, баш што ги споменавте, делот за менеджмент, кој што голем, според мене, голем дел недостасува во нашето угостителство комплетно. Ќе ги покрие малце и тие сензорни карактеристики на храна, како делува одредени зачински билки на појачување на вкусот, како би требало храната да се перцепира, да се користи, кои вкусови се надополнуваат со кој, така да ќе им дадеме њалатки на сите учесници кои што понатаму они ќе ги направи супериорни во нивните идни, да кажам, кариери како шефови. Потоа имаме еден дел што ќе биде, значи, практичен, ќе изработиме основни базични сосеви, ќе навлеземе малце во пекарството, ќе навлеземе малци во сладкарскиот дел, ќе изработиме основни суровини кои што понатаму со нивно комбинирање доаѓаме до завршни сладки производи кои што се светски познати, да речеме. И имаме еден интересен ден одбран каде што ќе посетиме нашата органска градина, да го поздравиме професорот Златко Пејковски. Во соработка со Златко ќе им покажеме на студентите што значи органско производство, што значи секој еден шеф, готвач да се фокусира на тоа да има своја одржлива градина, да не зависи од дистрибуција и од увозни суровини, што е многу битно во еден развој, во една кариера на еден, да кажем, професионален готвач,
Така да тоа ќе биде исто еден интересен ден за време на обуката. На крај сите си добијат сертификати, скрипти, материјали. Несебично ги споделуваме нашите рецепти, несебично го споделуваме нашето знаење, кое што се надеваме понатаму ќе даде едно влијание, еден позитивен импакт на целата наша гастрономска сцена. Да. Вие како експерти, ментори и тим кој што стои позади овие обуки, може малку да навлеземе кога всушност се случуваат обуките и кога треба да се работи или да се објаснува на оние кои што нели сакаат да научат одредени кулинарски вештини. Што е клучно во тоа? Што е тоа кое што го прави самиот пристап да биде и полеснителен, и поедноставен, но и поприемчив за оние кои што би требало да ги научат тие кулинарски вештини? Па еве, јас можам за тоа малку да подзборувам. Мислам дека најбитно од целиот тој дел е погледот. Значи, првин треба сите што доаѓаат на курсот да разберат што правиме. Значи, ние почнуваме од основата, од како например да кажеме например за дресинг или за винегарет. Почнуваме со делот како се прави оцет, зашто се прави, како се ферментира. Ако се разбере тоа све, после понатака може да се додадат вкусови, се до крајниот продукт. Еве, еден дел од тоа. Филип спомена дека ќе ги носиме исто во органската градина, да кажеме тој дел. Водечките ресторани во светот сите имаат своја градина. Никој не зависи од добавувачи, сите имаат органски дел, сите прават, дури сега со млеко, прават нивно сирење, прават нивно све. Целта е ние да достигнеме, ако можеме, до некаде кај нас. Кај нас имаме многу достапни органски ствари што луѓето не ги искористуваат. Пробуваме малце да дигнеме свеста и да го искористиме. Најдобриот дел од Македонија, според мене, е зеленчуково овошје и мислам Другите, да, зеленчук овошје и да. другите производи кои што всушност ни ги дава мајката природа и кои што ние треба да ги конзумираме на еден таков начин. Затоа и нели се надоврзавме на кое што ние и во кујната го зборуваме, а тоа дека секогаш треба да се извадат оние состојки кои што се добре дојдени и се бенефит за целокупното здравје, и затоа и треба и покрај оние кои што се на обуките, но и генерално сите ние да знаеме како и на кој начин се подготвува храната. Колку сметате ваки од вашето досегашно искуство дека ние го имаме како народ тоа знаење, доколку го имаме не само тие кои што го работат тоа или сакаат да го работат и тоа им е планот и интересот и желбата, но и генерално, дали знаеме како всушност се храниме, што се храниме, што со што да комбинираме? Што вели вашето искуство? Јас би рекол дека нашата кујна е базирана на основни вкусови кои што се на некој начин доста базични, доста ограничени сме со еве да речеме во моето детство максимум зачин кој што се користело кујната било ориганото. Вегета. Да. Таа вегета направи еден, да кажам, како да го наречам, една ренесанса, и ја стално зборувам дека би требало гастрономијата да се смета времето пред вегета и времето после вегета. Ренесанса во негативна смисла на зборот, која што направи еден шорткат, еден пократок пат да се добие вкус. Да се избегнат оние, да ги кажеме, процеси на карамелизација, редукција на одредени суровини, кои што ќе дадат некој си природен умами ефект на крајот. Меѓутоа, еви вегета, да ја поздравиме, поздравка, ние немаме ништо, значи ништо против вегета, имаме само против тоа да се користат некои одредени субстанци адитиви кои што понатаму влијаат погрешно кај секој еден што може да ги купи или едноставно го скратуваат тој некој си процес на готвење, кој што е многу битен и кој што е нашиот занает, да кажеме. И на крај добиваме вкус кој што е базиран на одреден адитив, например како глутаминатот, кој што еве сега и го избегнуваат во вегета натур, што е позитивно и го поздравуваме. Да не зборуваме за вегетата
да се навратиме на главната тема, да не заборавам да им се заблагодариме на УСАИД за оваа иницијатива пред се и за оваа можност за младите. Се надеваме дека и понатаму ќе има уште многу компании кои што ќе се надоврзат и ќе ни дозволат да шириме нашата едукација, да ги споделиме нашите знаења кои што се стекнати што од интернационално искуство, што од блиска комуникација со најголемите експерти во Македонија па и надвор. Наша цел е да креираме кадри кои што понатаму со својата стручност навистина ќе допринесат да го подигнеме нивото на свест, како што кажавте, што би требало да се јаде. Ја слушавме пред малку колешката нутриционист, секоја чест многу интересни работи кажа и сметаме дека само со знаење можеме да го смениме сето тоа. Едноставно, секој што е заинтересиран и што сака да научи, дали тоа ќе го користи после во некоја професионална кујна или ќе го користи во својот собствен живот и во својата домашна кујна, е добре дојден во нашето училиште. Исто ги повикуваме хотелиерите, собствениците на угостителски објекти. Имаме обуки од сите области, не се задржуваме само на гастрономијата, значи стрикно. Имавме до сега обуки за коктел мајстори, имавме понатаму ќе имаме и за ресторан менаџери, најавуваме многу експерти од исто од таа област во угостителството, така да ги повикуваме сите кои што сакаат да инвестираат во својот кадар, што е за мене единствен начин за водење на успешен бизнис е да бидат вашите вработени успешни и полни со знаење. Да. И кога зборуваме за тоа што се цени во угостителството и кај нас, па и ширум светот, не дека се споредуваме ние каде сме во споредба со тоа каде се останатите, да речеме, поразвиени земји, ако зборуваме за угостителството, летниот период е период во кој што многумина, кои што ете и сакаат да успеат и да го надоградат своето искуство, но и веројатно да ете сменат во работната околина, заменуваат и некаде надвор да работат токму во тој дел. Вие имате, спомнавте, интернационално искуство, па може од да речеме од тој аспект малку да зборнеме за токму заради тоа угостителството некаде и угостителството тука, колку брзо или бавно се движиме, еве со вакви активности, со вакви обуки можеби се стремиме кон постигнување на одредени цели за тоа што го има некаде, па сакаме и да го спроведеме тука, но како вие размислувате? Еве, ја можам на тоа да одговорам, пошто скоро 15 години бев надвор од државата, сега сум тазе вратен. Угостителството надвор и кај нас, за жал, сме многу назад. Со сите продукти, со све што имаме тука достапно, за жал сме многу назад. Почнувајќи од услугата, значи од шанкери, од конобари до ресторан менаџери, исто тоа. Кај нас таа позиција не постои. Ресторан менаџер, кичен менаџер, тоа кај нас не постои. Значи ние со часовите сакаме тоа да го доведеме назад и да биде во принцип како функционира кај нас. Менаџер ти е некој познат или некој што го знае, што јас сум работел, ја можам да дојдам. Или менаџирате и келнер. И така е. One man show. Така, кај нас во принцип ние сме навикнати многу од газдите да седат цело време на маса во ресторанот и да кажуваат како ова ни треба. На запад тоа нема никогаш да се случи. Јас во ниеден локал што сум работел, не можеш да видиш менаџер да седи. Значи, стално било, добрите менаџери настапуваат, ако ме видиш мене да седам, имаш време и ти да седиш. Никогаш не се случува. Почнувајќи од обука, например, за да добиеш работа во добар ресторан на запад во Америка, тебе знаењето треба да ти биде на десетка, од вино, од состојки во јадењето, од како е направено све тоа, зашто е послужено, алергенси, што има внатре, дали смеете вие да јадете тоа, дали е глутен фри, дали е било што, тоа све мораш да знаеш. Значи има како пред да почне смената, се случува состанок секој ден во секој ресторан. Значи шефот излага и ви кажува, денеска имаме тоа, патлиџаните се од таму, компирот ни е од таму, месото ни е од таму, вака ни е направена оваа
О тоа ова мени. јадење, така, Да. така. Јадењата И тоа кои што се во менито, да. Тоа се случува секојдневно. Значи, ние сакаме малце да дојдеме блиску, малце поблиску до тоа. Што е она кое што, еве да речеме, кај нас тоа е спречено? Стандардот, културата на тоа поле, на начинот на функционирање, лајфстајлот или стилот кој што го имаме на живење, на Пред малку функционирање? заборавив да кажам, реков дека нашите вкусови, нашата перцепција за храна е базична, меѓутоа сите суровини кои што можеме да ги најдеме на нашата земја се навистина прекрасни. И сакаме да ги отвориме малку погледите од готвачите до коктел мајсторите. Зашто све може да се користи? Еве, на кратко би кажал, сега сме веќе летна сезона. Значи, летото ни носи еден огромен спектар кај нас на работи што може и користиме. Сега баш зборувавме, имаме див грашак, кој што беше од допред неколку дена во фул, да кажеме. Понатаму, можеме, еве јас работев неколку години во Охрид, открив прекрасни производи, диви, кои што ни се на располагање и не чинат 0 денари. Замислете, еден Охрид нуди див аспарагус, нуди див лук. Да не зборуваме, тука е глуварче, маточина, дивонане. Значи, едноставно, ако имаме една перцепција и фокус на креирање, ако не сме затворени во еден концепт кој што е веќе Да се копи-пейст. сменат навиките и перцепцијата, Апсолутно, да. кој што е веќе копи-пейст и кој што е веќе виден и кој што е сигурна варијанта, Да. ние можеме навистина од македонското тло да извадиме прекрасни креации од светски квалитет. Значи, не само во гастрономијата, и во, еве имаме више за виното да не зборуваме. Нашите вина на сите надпревари се меѓу топ 3. Така. Тоа го дава нашата земја и мора сме горди и мора да направиме и гастрономијата да го следи развојот на винската индустрија. Јас верувам дека со ова кое што го прави Фиджи кулинарското училиште, за сето она кое што го споменавте од вашето... Јас извинувам што ќе ти упаднам. Ние сме FJ, тоа да го FJ, FJ. да го одгаднеме. Јас сум Филип, Џонатан е еден од оснивачите, да кажеме, и еден идеен творец, тој е наш колега, Сладкар, кој што моментално е во Америка. Он е иначе французин и он да кажеме, на некој начин даде идејата за консалтинг. Ние најпрво работевме неколку години кулинарски консалтинг, кој што се уште го работиме и ни функционира одлично. Така да го поздравуваме Џонатан, извини само да се знае FJ. Ние сме FJ, Филип и Џонатан. Тоа и сакам името. да ве прашам, заради тоа што мене не ми беше јасно на почетокот и добро е што споменавте. Меѓу другото и тоа и треба да го кажеме, за да знаат сите оние кои ќе прочитаат што всушност значат овие две иницијали или букви на самиот почеток на насловот и да се надоврзам на оно кое што претходно го споменав, сето тоа кое што тука го кажавте, сето тоа кое што го работите во кулинарското училиште, верувам и посакувам навистина да има успехи кај сите кои што се дел од кулинарството и тоа сакаат да го работат и го работат. И се разбира, како што велите, и најважното да го смениме малку начинот на виките, перцепцијата на тоа кое што и го конзумираме во текот на денот, но и што треба, а што не треба, ако се осврнеме на тоа кое што го дала мајката природа на нашето поднебие, да знаеме на кој начин и сезоната и на кој начин да го искористиме. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека ви беше пријатно овде во нашето студио. Мило ми беше што можеме да најавиме и потсетуваме веќе следната недела од 26 до 30 јуни ќе имаат можност оние кои што се дел од обуката да научат многу нови работи, а вие продолжувате со вашите организации и активности. Аплицирањето заврши до 19 јуни. Беше имали простор? Аплицирањето заврши. Многу сме радосни на бројот на кандидати. Исто да кажеме, тоа ни дава еден многу позитивен фидбек дека ќе имаме обуки и понатаму. Ги повикуваме сите заинтересирани да не следат, дали на Инстаграм, дали на нашиот вебсайт. Ви благодариме на шансата да учествуваме. Јас уживав
се гледаме, ве очекуваме и вие да ни дојдете во нашето кулинарско училиште и нешто да пробате, да не би. Зошто да не? Можеме тоа да го направиме со нашата екипа на терен и да видиме како изгледа тоа на лице место. Ви благодарам и посакувам успешна недела и се гледаме во следна прилика со новитети. Благодарам. Благодарам. Добар ден.